Актуелните случувања на релација Софија-Скопје и бугарската блокада на почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија ќе го зголемат говорот на омраза како и пласирањето на лажни вести, вели Петрица Рачини, медиумски истражувач од невладината организација Цивил. Според него, виртуелната војна помеѓу корисниците на интернет во Бугарија и Северна Македонија секогаш се засилува кога доаѓа до појава на деликатни политички процеси. Голем дел од нив се такви нарушувања на информацијскиот простор, не само дезинформации, разни фотомонтажи и така натаму. Тој говор на омраза се засилува особено на оние делови на интернетот каде што корисниците имаат можност да пласираат своји содржини или содржина генерирана од корисници, почнувајќи од YouTube форумите, разни форуми по страници на интернет, но особено е видливо на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Лажните вести многу често значат и мешање од страна по внатрешните работи на земјата, сметат познавачите на приликите. Институциите и на бугарската држава и на македонската држава да преземат мерки за ова да не се случи. Мислам дека во тој правец треба да се движи и подобрувањето на односите, каде што и властите, но и јавностите од двете страни на границата ќе имаат малку повеќе внимание за чувствата на другиот. Комуникологот Бојан Кордало вели дека борбата со лажни вести ќе биде актуелна и во иднина, затоа што процесот за полноправно членство во ЕУ е долготраен процес. Тоа истовремено го прави потежок за објаснување и ранлив од потенцијални напади од лажни вести. Доколку сакаме тоа да го надминеме, македонските институции мора да разберат дека е потребно креирање на јасна, видлива и остварлива комуникацијска стратегија во која на граѓаните ќе им се објаснат сите фази, сите процеси, но јасно ќе им биде кажано дека ова, кое што се нарекува пристапување за членство, во повеќе фази може да трае и со години. Катерина Синадиновска од Советот за етика во медиумите вели дека со оглед на досегашното искуство, кога се работело за сериозни политички процеси или случувања, не секогаш медиумите биле на ниво на задачата. Се сеќавате на Преспанскиот договор, целата таа кампања, која што беше полна со лажни вести и од носители на кампањата, меѓутоа и од самите медиуми, разни центри на моќ, домашни и странски. Меѓутоа и сега процесов со битката со ковид, пандемијата и коронавирусот, има известување во кое што имаме и сензационализам и лажни вести. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.